Од воинствени закани, најави за дестабилизација, за секојдневни протести, до панел дискусија на партискиот сектор за култура, видео обраќање на Али Ахмети за изборите во Косово и пресконференција на Талат Џафери за дискриминација на албанците во државната администрација, поставањето на бегалецот Артан Груби на американската црна листа и најавата дека се водат истраги за криминали на нивни поранешни функционери, спласна силната националистичка реторика на Дуи, повеќе ги нема секојдневните пресконференции на кои се најавуваше кревање на албанците во Македонија поради наводно незадоволство од политиките на власта. Според познавачите, ова покажува дека кај Дуи постои страв од кривична одговорност, бидејќи очигледно вршеле голем криминал, а надлежните конечно почнале да работат во борбата со корупцијата. Водење на постапката на борба против криминалот и корупција и поснување на давање на одговорност и поставување на црните листи, се ова влијал негативно врз ставовите на Дуи и веќе Дуи почнува да се потроши како политичка партија, бидејќи во последно време, освен тоа што излеваат во пресконференција, имат само една иста изјава, е тоа дека албанците се бркат од институциите на државата. На Дуи прво им пречеше укинувањето на балансерот, потоа одлуката на Уставниот суд да ја испитуваат уставноста на законот за употреба на јазиците. Во тој период решија да излезат и на протест, а тогаш го добија можеби и најголемиот студен туш, ставањето на Груби на црната листа на САД. Според Фаризи, тоа што не добија поддршка од странците за ниту еден потек, покажува дека изгубиле поддршката кај меѓународниот фактор. Се исплетка работата, бидејќи првото тие што го пратија писмо кај меѓународната заедница, кој ниту едниот не му одговореше, дури Даниел Сервери другите му дадал студен туш на нивните одговори, на нивните прашања. Дуи предходно објавија и воинствено видео во кое Ахмети порачува дека никогаш не загубил војна, кое подоцна го снема од социјалните мрежи, а последниот месец како целосно да исчезнаа, нивните јавни настапи се сведоа на само неколку пресконференции, од кои една на подмладокот и 3 средби со граѓани во Чашка, Брвеница и Желино. Обраќањето кон јавноста е главно преку пишани соопштенија.